Добар ден, почитувани гледачи. За многумина од нас летото е најубавото годишно време или омиленото годишно време. Самиот збор лето не асоцира на вода, море, езеро, плажа, релаксирање, уживање, одмор, планирање на патувањето, планирање на летниот одмор и сето тоа предизвикува поубаво и подобро да се чувствуваме. Летото само по себе си носи позитивни придобивки за здравјето, но од друга страна може да се случат и некои непланирани, несакани состојби или ситуации, секогаш несвесно, а не намерно од наша страна, кои може малку и во некој дел да ни го пореметат и патувањето, и планираниот одмор, и престојот таму. За здравствените аспекти на патувањето, на летниот одмор и генерално за летниот период, денеска во визита зборуваме со магистер Филип Ачковски, магистер по фармација, топ едукатор, регионален менаџер на Фармаес. Добар ден и добре ни дојдовте. Добро ве најдов, Билјана. Благодарам за поканата. Секогаш се задоволство да се поразговара, да се разменат мислења за актуелни здравствени проблеми, да споделиме некој здравствен совет и така да помогнеме на гледачите да едноставно покомфорно ги поминат овие летни предизвици. Така, иако секој од нас може да рече да, јас знам како да го направам тоа, како да се подготвам, секогаш има и дополнителна некоја информација која што ќе ни помогне сето тоа подобро и порелаксирано да го поминеме. Пред да почнеме и за патувањата и за летниот одмор, прилагодувањето на таа друга и нова средина, може ли да позборуваме моментално за сегашната состојба, односно високите температури, променливото време, па и пред неколку дена оние големи температурни разлики кои што ги почувствувавме. Како сето тоа влијае на нас? Така, па добро, веќе карактеристично е, особено во Скопје, па и во останативе бетонски оковани средини, да дојдеме во ситуација веќе во втората половина на месец јуни да дојде до драматичен пораст на температурите. Она што се вели, тоа што е во шума 20, тука е 40 степени. И тоа особено влијае на работоспособната популација, која што де факто мора да ги извршува своите работни обврски. Секако при тоа најголем ризик кој што постои од високите температури е опасноста од, не да боже, топлотен удар. И во таа насока мора да бидеме постојано свесни за чекорите кои што ги правиме, бидејќи иако ние добро знаеме дека не треба да се изложуваме на директно сонце во средниот дел од денот или како што велиме, сугерираме, немојте да излегувате помеѓу 11 и 17 часот ако немате потреба. Често пати потреба има и бидејќи ние мораме да ги завршиме нашите обврски и во таква една ситуација треба соодветно да се однесуваме и да се припремиме, да не се однесуваме лежерно и комфорно дека нас нема тоа да не се случи, не може да не се случи, ние сме здрави и немаме проблем. Така да во тој контекст особено е важно да се однесуваме што порационално и да не предизвикуваме шокови температурни на организмот. Што сакам да кажам? Кога започнува нашиот ден, убаво е да се искористи тоа време. Веќе утрата се со релативно висока температура. Температури над 15 степени се вообичаено. Да, уште од рано наутро се будиме и чувствуваме дека е навистина и спарно и топло. И предпоставуваме денот што ќе ни носи понатаму. Не е лошо да се искористи тој најран период од денот, барем од 7 до 9 часот, да проветриме, да ја спуштиме колку што може температурата, ако веќе тоа не сме го направиле во ноќниот период, и да го искористиме, да не стартуваме со клима уште од рано наутро. Веќе понатака добро е да се користат клима уредите, меѓутоа што се вели на тивко и на константна некоја температура, не премногу ниска температура, она што се смета за нормална температура во работна просторија и воопшто во просторија за живење од 23 до 25 степени. Значи тоа е целта што ние сакаме да ја постигнеме, не да постигнеме 17-18 степени. Така, да, како што и многу често и знаеме тоа да го направиме. Тоа од топло, сакаме да се оладиме веднаш. Тоа е ризик, штета за организмот, тој едноставно не е навикнат и не треба да присуствува во такви услови. Дури зборуваме сега за возрастните, за да се подразбира дека ќе подесуваме околу 23 до 25. И во таа насока да не правиме преголеми шокови. Кога веќе ќе одлучиме да излеземе од климатизираната просторија, не е лошо, барем 50 минути пред тоа да исклучиме климата, за да не дојде до сериозен шок на организмот и
кога ќе излегуваме да се обидеме да се заштитиме. Дали е тоа се зависно од што имаме на располагање, дали е тоа шапка за сонце, дали е тоа чадор можеби за сонце, наочари и така натака, се со цел да ризиците кои што ни ги предизвикува високата температура и UV зрачењето да не го заборавиме, веќе индексите се високи 8-9 ќе бидат и повеќе. Можеби во следниот период да не се изложуваме на тоа зрачење, бидејќи и тие 10 минути се штетни за нашата кожа и за нашиот организам. Да го користиме превозни средства. Така, климата и дома во домашни условија, ама и климата во автомобилите. Климата во автомобил. Истите препораки тука некаде би важеле. Не треба да се заборави дека често пати убаво е да се испаркираме под сенки или во гаража. Тоа е идеално. Меѓутоа многу често не сме во можност да го направиме на отворен простор. Да. Температурата во колата може да биде и 60-70 степени. Да. Што се вели, ако не ја заштитиме, може да се изгориме од пластичните или гумените или кожните делови што ги имаме во автомобилот. Затоа е важно да се отворат вратите од автомобилот и прозорите некој време, да не влегуваме, дури да се пушти клима во отсуство наше, за да се профилтрира малку воздухот и дури потоа кога ќе се стабилизира, барем да се изедначи со надворешнава температура од 30 на 5 повеќе степени, зависно каде се наоѓаме, и да влеземе во таква ситуација. Директно влегување во кола на 50-60 степени е голем ризик од сериозен шок за организмот. Значи доаѓа до рапидно движење на крвта, ширење на крвните садови, ризик од топлотен удар, не дај Боже, мозочен удар, инфаркт и така натака. Значи тоа се сериозни ризици кои што ние во брзањето ги забораваме и за да завршиме побрзо работа, игнорираме, значи, висок ризик по нашиот организам. Немаме време за да направиме таква подготовка, нели? И пред влегување во автомобилот или пак и кога треба да излеземе од таа некоја температура 20 на степени што ја имаме, а надвор е 40, така и обратно. Едноставно времето треба да се планира во насока на тоа да не забораваме дека ризикот е сериозен по нашето здравје. Така, да. Без клима уред не се може веќе во денешно време на овие високи температури и секогаш и препораките велиме седете подобро во разладена просторија, така отколку да сте некаде надвор на високи температури. Ама си носат и други ризици понекогаш, така и по здравјето. Не знаеме што циркулира низ нив, така и што внесуваме внатре во станот. Така е, за жал филтрите на климата се изложени долго време на различни агенции од околината, може да бидат тоа и патогени, може да биде прашина и така натака, затоа е важно редовно да се одржуваат, да се прочистуваат бактериолошки пред секоја сезона, летно-зимска сезона, обавезно да се проконтролираат и да се дезинфицираат. На тој начин ќе се заштитиме и себе си и семејството или работната средина од бројни ризици, како од аспект на инфективни агенции, така и од аспект на алергии. Не смееме да ги забораваме дека често пати се тие предизвикувачи. Од друга страна, важно е и правилно да ги користиме клима уредите. Тоа значи користење, велиме да дуваат во висина над нас, во таванот по можност, а во автомобилот да не дуваат директно во нас, иако ние многу сакаме да се изладиме веднаш. Не, или во прозорот, или во нозете, се со цел, а особено ако имаме малечки деца кои ќе ги транспортираме, се со цел да не предизвикаме некои штети по организмот. Обично луѓето кои што не ги почитуваат овие работи страдаат од синуси, се јавуваат проблеми со грло во летен период, што ќе речеме, нели, не би требало да се јави, меѓутоа, напротив, употребата на клима уредите ги зголемува тие инфекции на овој делот од телото пред се на носот, грлото па и ушите во летниот период. Болките во вратот, во грбот, рамењата, така знаеме да се пожалиме и на тоа, зошто, од каде, како, така во лето. Не треба да не боли тоа, ама може би сме биле несвесно изложени така подолго време директно на климоредот или промајата популарната, како што знаете, возрастните знаат повеќе и ја практикуваат. Разладува во моментот, убаво е чувството, ние ќе се разладиме, потта останува на нас, може да даде до вкочанување, проблеми и со мускули, а и со рбетниот столб и другите коски и зглобови во организмот. Така да. Летото само по себе, нели си е еден убав период од годината, веројатно сите најмногу и го посакуваме, оти не асоцира и на одмор и на повеќе сонце во текот на тој период, подолг е денот, можеме нели повеќе да го искористиме и за прошетки, си има позитивни страни, но некогаш и може да има така и несакани негативни. Патувањето, планирањето на одморот, самиот одмор,
без разлика нели каде ќе одлучиме да го поминеме. Затоа ја насловивме темата здравствените аспекти на патувањето. Е многу важно како еден аспект од еден добро поминат одмор, како да го осмислиме и да го испланираме тоа. Што е она како што некоја замка може од страна да се појави. Така, па добро. Секоја статистика покажува дека бројот на патувања значително се зголемува во летниот период. Меѓу другото и заради тоа што имаме повеќе слободно време и најголемиот дел од годишниот одмор се користи во овој период кога зборуваме за нашиве поднебја во период јуни, септември, веќе поново се растегна малку сезона на одмори. Меѓутоа, како и да гледаме на работите, дали дискутираме за патување со автомобил, дали дискутираме за патување со автобус или авион и така натака, тоа носи одредени промени, со кои што нашиот организам се соочува и кои што ние треба да ги земеме во предвид, бидејќи можат да предизвикаат одредени тегоби, проблеми и тука различни системи во организмот се застапени. Она што е по статистика најзначајно најчесто се оние така наречени стомачни тегоби при патувања, а пред се најстатистички сигнификантна е патувачка, така наречена патничка диареја. Може би дури до 60% од луѓето кои што патуваат ќе ја доживеат во текот на една година, че зборуваме за огромна популација. И таа диареја која што подразбира значи неколку водени, 3 и повеќе водени столици во денот, можеби и мачнина и гадење и така натака повраќање во одредени ситуации, може во многу да ни го расипе тоа убаво позитивно расположение, тој набој кој што ни го дава сонцето и летото и водата генерално, и токму заради тоа не е доста важно да ние соодветно се подготвиме во таа насока, да не изгубиме тие некои, повторно ќе се навратам на некои истражувања што од 2-3 дена велиме од одморот ги поминуваме, ако не во кревет, можеби со проблеми, со здравствени проблеми. Тој трае 10 дена, можеби 15, за некои 7, многу е. Немаме време ние сега броени се деновите, така? Да, броени денови се тоа занимаваме, а поготово ако зборуваме за мали деца, како што ризикот е уште поголем, па ќе предизвика и дополнителна грижа и ангажман за нивното здравје. Така да, и затоа велиме, не е важно само да го одбереме местото каде што ќе одиме на патување, да го обезбедиме тој аранжман, туку едноставно треба малку повеќе да посветиме внимание и во подготовката, за да можеме кога ќе стигнеме таму веќе добро и убаво онака како што треба да го поминеме. Му треба прилагодување на организмот од една средина каде што ни е постојаното место на живење во она другата каде што ќе одиме на одмор. Различна клима и многу други различни работи. Апсолутно. Значи, независно дали дискутираме за понекогаш луѓето кога ќе помислат на различни климатски фактори, мислат на некои далечни патувања. Не мора секогаш да ги гледаме работите на тој начин. Не мора да зборуваме за прекоокеански патувања или патување во други временски зони, за да размислуваме за ризикот. Било кое патување надвор од својата држава, па и во одредени случаи во надвор од градот, ни предизвикува еден судар со за нас нова храна пред се и уште поважно нова вода. Токму заради тоа и сугерираме редовно, особено кога е водата во контекст, да не се користи, да не се конзумира вода од чешма на локации кои што се непознати за нашиот организам, затоа што постои ризик сериозен дека добар дел од популацијата не е навигната на тие бактерии што се присутни микроорганизми сигурно во таа вода и ќе имаме проблем. Затоа велиме користите флаширана вода во таква ситуација, поготово при патувањето и особено за малите деца, иако можеби е дефинирано дека на таа локација водата се пие. Се пие за локалното население. За останатите за нас кои што не сме навикнати. Исто важи и за нашата вода, за некој кој што доаѓа од страна. Може да биде за неговиот организам проблем. Храната уште повеќе носи различни специфики, тоа многу лесно сите може да го
препознат зависно од навиките и така натака хигиенските прилики кои што постојат, кои што де факто се многу полоши во летниот период. Во летниот период на количината на оброци што велиме на страна, на отворено и често пати од непроверени локации се многу поголеми. Не сакаме нормално и природно избегнуваме да готвиме во, ако е возможно, на одмор, тоа и е одморот. За да се одмориме меѓу другото и тоа е дел од одморот. Меѓутоа не треба да забораваме дека високиве температури представуваат многократно возголемуваат ризикот од развојот на микроорганизми во самата храна која што се припрема. Дури да се припреми квалитетно и хигиенски, чувањето останува исто така важно. Немаме сега луксус како во останатиот дел од годинава, можеби да оставиме претходно припремен ручек да постои за подоцна. Значи сега е многу важно да соодветно третираме храната од аспекти на температура, не само на хигиенски услови. Значи оставање на храна само неколку часа на отворено може да предизвика сериозен ризик од труење, развој на микроорганизми и проблеми. Да не зборувам за јадење на отворено во ситуации кога ние немаме можност доволно добро да ги измиеме рацете. Не знаеме ни таму од кај што купуваме во каква состојба се оние што ја припремаат храната или јадење на плажа. Нешто што е така. Често пати знаеме така да си носиме некаква храна, па таа да биде тука во торбата ставена, па надвор високи температурите, па не знаеме дали брзо ќе ја изедеме или малку подоцна, така си се изложуваме на некаков ризик, здравствен ризик кој што не треба да се заборави, не треба да се занемари. Ако веќе одлучиме да транспортираме храна во летни услови, температури 30-40 степени, во обичаени услови, тогаш треба соодветно да транспортираме. Треба да користиме соодветни фрижидери кои што ќе одржат температура оптимална на храна под 8 степени, за да ризикот од развој на бактерии и воопшто микроорганизми биде низок. Треба да ја чуваме храната што подалеку од директна изложеност на сончева светлина и нормално колку што е возможно да одржуваме хигиена на рацете, бидејќи од тука се почнува, сите стомашните губи започнуваат од рацете, пред се и од храната што ја внесуваме, а тоа не секогаш е најлесно да се изведе во ситуација кога сме на плажа, можеби од савајле до попладне. Маливе деца да не дискутирам, кои што се континуирано во контакт ставаат раце и така натака. Значи не е баш така тоа лесно да се одржи, меѓутоа треба да се има во предвид. Таа ситуација треба да се има во предвид дека независно дали е одржувана плажата и нас не изгледа супер чиста и така натака, или можеби не е, таму има специфични патогени на кои што ние не сме навикнати, не сме во контакт со нив. И за да можеме да бидеме поспремни да одговориме на овие предизвици кои што ги набројавме, кои што се наоѓаат во една микроклима различна од нашата, нас не треба соодветна подготовка на организмот. Така, таа подготовка треба да ја направиме и претходно, за да кога ќе се соочиме со некоја од овие ситуации малку полесно да ја поминеме. Односно, што значи? Не е само кога ќе одиме на одмор, ако нешто се случи тогаш да преземеме, туку подготовка уште претходно. Посебно за пробиотиците. Најчесто си ги носиме со себе, па мислиме дека како кога ќе не здоболи глава и треба да се напиеме аналгетик за да ја смириме болката, треба и така да ги користиме пробиотиците. Ама правиме грешка тука. Како е најправилно? Апсолутно. Ние веќе, мислам, 10-15 години, можеби и малце повеќе, се створи една култура дека е корисно да се носат пробиотски комбинации со нас кога одиме на патување, баш заради таа голема фреквенција на овие патувачки диареи и стомачни проблеми генерално. Значи ние и да немаме некоја голема здравствена едукација, на своја кожа сме осетиле, верувам скоро секој од нас барем еднаш му се случило во животот кога отишол на одмор или на некој патување 2-3 дена само да има проблеми. Заради ризиција што ги споменавме од хигиена, од храна, од вода, од микролокации, контаминенти и патогени кои што не ги познава нашиот организам. За да добиеме најдобар ефект, ние мора да размислуваме малце превентивно во таа насока. Значи не е целта ние да ги прошетаме
овие пробиотици И да со ги нас. вратиме после. И да ги вратиме, или не знам, може би да земеме 2-3 тогаш ако не ни е добро, ако почувствуваме некои тегови на дојност, ќе ни биде подобро, па ќе престанеме. Да. Значи, правилниот начин на примена и на превенција на оваа патувачка диареја и генерално стомачни проблеми при летување, така сакаме да ги нарекуваме, е кога веќе сме свесни дека ќе одиме на одмор, обично планираме со време, значи, барем 10 дена претходно да започнеме ние со суплементација на организмот со соодветни пробиотици. При тоа не треба да заборавиме и комбинации пробиотски или дополнителни минерали и витамини што ќе ни помогнат да нашиот имун одговор биде подобар и посоодветен. Пред се мислам на витамини, на С витамин, витамин Д, B6 и така натака, кои што ќе ни помогнат да нашиот имунитет го подигнеме на малку повисоко ниво и дури и доколку дојдеме во контакт со непријатни патогени или да успееме со помали проблеми тоа да го решиме или барем пократко да трае. Да речам проблемот. Така да во правилна насока не треба да почнеме со употреба уште пред патувањето, барем недела до 10 дена, во текот на нашиот одмор и уште една недела од кога ќе се вратиме. На тој начин ние ќе обезбедиме соодветна концентрација на добри бактерии во нашиот цревен систем, кои што зошто велиме е важно да бидат во голема концентрација. Значи тие компетираат, се борат со лошите бактерии за храна најпрво во организмот. Некои од нив дури и се лоцираат во цревата и не им дозволуваат физички да постигнат штетно дејство на патогените, а трети имаат и конкретно бактериостатско или бактерицидно дејство спрема нив, излачуваат соодветни материи кои што го оневозможуваат развојот на патогените или ги блокираат токсините кои што тие ги испуштаат. Значи имаме 3 техники и механизми на кои што овие добри бактерии го штитат нашиот организам и четвртата, можеби и најважна, имуномодулаторна, која што едноставно го подкрива нашиот имунитет заедно со горе споменатите витамини и минерали, да ние можеме да одговориме на потенцијалниот патоген и на тој начин да го сведеме на минимум проблемот или пак воопшто да го превенираме во комплет. Не случајно бројни истражувања покажале дека дури 85% од случаите на патничка диареја можат да се превенираат ако правилно користиме пробиотска суплементација на време и во целиот овој период. Така, и за децата и за возрастните би важело истото од прилика? Апсолутно, со уште еден нагласок, уште повеќе за децата. Зошто? Да. Самиот ризик од диарејата како диареја на страна што е непријатна и можеби нема да можеме сега да ги правиме сите летни активности и било кои други како и нормално, не е најголемиот здравствен ризик. Здравствениот ризик при диареја, повраќање и други стомачни проблеми е пред се опасноста од дехидрација на организмот, кое што се разбира најбрзо може да се случи кај малиот организам или кај возрастната популација. Значи кај децата ризикот од дехидратација е најголем и може брзо да се развива тоа. Зборуваме за 5-6-7 часа во кои што ние ќе дојдеме во ситуација од една состојба која што е непријатна да дојдеме во животно загрозувачка состојба ако зборуваме за бебиња или малечки деца до 3-4 години. Што може да се случи дури на возрастните ако зборуваме за опасен бактериски причинител. Така да многу е важно во тој период ако веќе дојде до оваа ситуација, веднаш ние да започнеме со соодветно внесување пред се на течности и на орални рехидратацијски соли или комбинација, можеби најдобро, од орални рехидратацијски соли и соодветни пробиотици. Бидејќи така да се и на причинителот, да речам, на патогените што ја предизвикале диарејата и на последицата орасото ќе спречи дехидратацијата. Така да тоа е критична точка и главна прехрамбена, ќе кажеме, и терапевтска цел во смисла на проблемите со диареја, повраќање и дехидратација. Да, и велиме секогаш треба да надополнувате така со течностите, ама децата некако малку и потешко да ги натерате.
Апсолутно, пијат затоа треба течностите, и правилно тоа да се изведува, поготово зборуваме за ОРС растворите. Значи тука не треба, дури ни возрастните не треба нагло да ги пијат, бидејќи може да ги спровоцираме, на себе тоа ни е стомакот ровит, да речам. Поготово кога сме имале ситуација на повраќање, може да испровоцираме дополнително повраќање па уште посилна дехидратација. Заради тоа е важно тоа да се пие во мали, растворот од ОРС да се пие во голтка по голтка, во еден подолг интервал од можеби неколку часа, или пак ако немаме на располагање во таква ситуација да земеме некои супи солени кои што ќе ни помогнат да го стабилизираме организмот, меѓутоа повторно полека бавно тоа да се внесува се со цел да ги надокнадиме изгубените електролити, бидејќи тука е ризикот пред се, а да не испровоцираме повторно лош одговор од нашиот организам. Значи, крајната цел е откако ќе стабилизираме ситуацијава на дехидратација, значи која што може да се примети по некои параметри, ако се обично кај возрастни веќе има сувост во устата или немаме потреба од мокрење и така натака. Кај бебиња приметуваме по отсуство на мокра пелена. Неколку часа повеќе од обично 6 до 8 часа, ако е тоа веќе опасна дехидрација. Помалите деца ќе се пожалат на сувост во очите, ќе печат, топло име и така натака. Тоа се важни елементи што не треба да ги игнорираме, брзо да се реагира, се со цел од кога се стабилизира таа работа, после тоа полека да се вратиме во нормална исхрана. Така, да. Споменавте дека е многу важно чувањето на храната, велиме, и во домашни услови, па и кога нели одиме некаде надвор од местото на живење. Можеме ли да експериментираме и да пробаме специјалитети или да се посветиме комплетно на специјалитетите кои што ги има во местото каде што сме на одмор, или пак да бидеме и тука некаде внимателни? Морската храна обично сите ја обожаваат, па и во поголеми количини сакаат да ја јадат, ама не секој организам веројатно може да ја поднесе онака како што треба. Често пати зборуваме сега за неподготвени, да речем, кога прв пат се пробува да се пробува нешто, особено морската храна е еден од најчестите антигени кои што може да дае значајни алергиски реакции. Дури кај луѓе кои што дотоаш немале проблем со било која храна. Значи, си има специфика, меѓутоа генерално не би исклучил експериментирање во смисла на тоа што сметам дека е најисправно да се конзумира локалната храна кога веќе сме отишле на локација каде што имаме друг тип на исхрана различен од нашиот континентален помалку или повеќе стил на готвење и на исхрана. Така да корисно да се конзумираат свежи производи кои што се локални за тоа подрачје, меѓутоа по можност во соодветна околина, со добра хигиена и така натака, и да не се претерува. Ако не сме пробали ништо, понекогаш е важно и количината. Ако едно е да пробаш, а друго е да конзумираш, да се прејадеш од нешто што прв пат го пробуваме, тука ризикот нормално изложеноста ќе биде поголема на антигенот, па и ризикот од алергиската реакција е поголем, што може да дојде и до прилично опасни состојби по нашето здравје кои што ќе бараат веднаш лекарска помош. Така. Во текот на годината сме ангажирани со работните обврски. Токму затоа летото го чекаме и одморот, така за да се одмориме, да се релаксираме и велиме да ги наполниме батериите за тоа она што не очекува. Треба да биде пасивен одморот, со лежење цел ден на плажа, уживање, или пак можеме и активен одмор во некоја дозирана рамка. И што би значело тоа? Сега, кој како милува, на секој нешто му недостасува, па се обидува во овие десетини или повеќе денови да го компензира тоа, ако воопште е возможно. Меѓутоа, доколку имаме еден здрав ритам и навика за вежбање, добро е да се одржува, се разбира во една порелаксирана атмосфера, би рекол без некои строги правила, освен ако не сме професионалци во она што го работиме, па од други причини не сакаме да прекинеме. Меѓутоа сепак релаксираноста на лето дозволува едно опуштање кое во секој случај е добро за организмот, за тоа полнење на батериите. Убаво е да се користат можностите што ни ги дава локалитетот. Ако сме на море или во езеро,
пливањето во секој случај за било кој ќе биде корисно и добро и за мускулите и за коските. Внесуваме повеќе јод во морска ситуација и сол, чисто за тоа здрави ситуации за организмот. Ако сме на планина да се движиме малце повеќе повторно, нормално избегнувајќи го најтоплиот дел од денот и да не се претерува со жестока физичка активност кога се температурите високи и сонцето е да речам под прав агол во однос со на тоа треба да внимаваме и кога не сме на одмор, кога и овие луѓе кои што нели физички се активни. Во нормална ситуација, ако може, треба да се внимава на тоа. Така да важно е да се постигне една состојба на релаксација на организмот, али ако успееме да задржиме корисни физички активности, да секако ќе ни помогне. При тоа не треба да се заборави дека повторно генералната популација е поактивна спортски во овој период. Секоја спортска активност си носи одреден ризик. Не е случајно некои гребаници, посекотини, исчашување на зглобови и така натака се почести во овој летен период и затоа треба соодветно да бидеме припремени со средства за заштита или за прва помош, што се вели при вакви спортски повреди кои што се почести во летниот период, токму поради тоа што сме на отворено. Отворено сме цело време и ризиците од тоа се во насока на одредени такви повреди. Така да. Убодите од инсектите и за децата и за возрастните е нешто што нели како некоја мала опасност не демне во летниот период. Постојано сме во природа, надвор, за викенди и секој слободен момент нели го користиме. На што треба да внимаваме најмногу или доколку се случи нешто такво и имаме некаква реакција што би можеле да преземеме? Така па да, генерално се очекува дека и количината на инсекти ќе биде поголема, значајно во летниот период. Со самото тоа што ние се исхрануваме на отворено, често пати тоа ќе предизвика оси да дојдат, ги привлекуваме, да. Кај нас па ризикот од убоди се зголемува. Во ноќниот период или да речеме во попладнињата или движење во трева и така натака ќе предизвика додатни ризици од убоди од комарци и слично. Генерално многу е тешко ние 100% да се заштитиме од инсектите во летниот период, меѓутоа доколку имаме проблем или доколку сме свесни дека на таа локација има доста инсекти, секако дека треба да го превенираме тоа со соодветни репеленти нанесени на нашата кожа или пак во просторијата каде што спиеме, во станот или неважно во куќата во која локација да сме, можеме да користиме и треба да користиме средства кои што се борат против инсекти или го намалуваат нивното присуство, бидејќи воспротивно чести се ситуации да имаме црвени лооток, чешање, па тоа може понатака да се, ако не се контролира, да се развие во рана и слично и да не направи некој дискомфорт. Секако доколку се случи ситуација на каснување и на убод, корисно е со нас да имаме одредени креми за смирување на овие болки и површински воспаленија, пинцета да извадиме, не дај Боже, некој убод од пчел или ако нагазиме на некој морски еж, што може да биде особено опасно и непријатно. Генерално треба да бидеме свесни за ризиците што се околу нас и да носиме со нас соодветни средства за превенција, од една страна, од друга страна средства за рехабилитација, така да се изразам ако нешто се случи. Да. И што треба да содржи таа мала патна аптека, без што не смееме да одиме и да тргнеме на одмор? Или пак макар и на некое кратко патување, така? Ние веќе низ овој разговор идентификувавме одредени покрупни проблеми кои што се случуваат. Можеме да ги класифицираме во неколку категории. Прва категорија се, да речем, проблеми предизвикани од високите температури и UV зрастите, кои што најпрвин се ефектуираат на
нашата кожа. Значи, де факто, ние треба да бидеме обезбедени со соодветни креми со добар заштитен фактор и при тоа да ги користиме на правилен начин. Правилна употреба подразбира да ги користиме барем 30 на минути пред изложувањето на сончева светлина и повеќе пати во денот, секогаш кога ќе сметаме дека тие се одмиени или ако пројдат 2-3 часа во кои што не сме се намачкале да го користиме тоа повторно, бидејќи и самите знаеме, свесни сме каква е состојбата, колку побрзо под знаци наводници горат луѓето, отколку порано. Сончевите зраци се опасни по сите нас, независно каков ни е тенот и така натака, секој има одреден ризик, особено малите деца, кај што може да остават и поголеми последици и понатамошни во текот на животот, така да треба соодветно да бидеме заштитени, нормално да го избегнуваме период од 11 до 17 часот, да не присуствуваме на сонце, ако веќе мора заштитени со капа, наочари и така натака. Вториот тип на ризици и проблеми се поврзани конкретно со патувањата и со ризиците од стомашни тегоби, диареја, повраќање, дехидратација и слично. Во таква ситуација веќе споменавме и превентивно треба да користиме продукти, а и треба да ги носиме со нас на одморот, како и дополнителни други комбинации пред се за рехидратација, зборуваме за орални рехидратацијски соли. Третиот тип на проблеми со кои што би можеле да се соочуваме се проблемите предизвикани од инсекти, што подразбира дека ние треба да превентивно да користиме одредени репеленти, да ги спакуваме како за нашата кожа, така и за заштита во простории кај што престојуваме и дополнително креми за заштита односно за намалување на болките или чешањето веќе би се случило тие убоди или каснувања од инсектите. И четврто, но не помалку значајно, оние ризици споменати од одредени исчашувања, посекотини, огребаници и така натака, значи ќе не предизвикаат со себе да имаме соодветни најдобро водоотпорни ханзапласти, завои, да можеме да имобилизираме ако нешто се случи, средства за дезинфекција, доколку дојде до некоја повреда, можеби и некои антибиотски спрееви, прашоци, или јод, алкохол и така натака, се со цел да можеме да ги опфатиме овие најчести проблеми кои што де факто барем еден од овие на секој од нас ќе му се случи, тоа е неизбежно, независно какви мерки превентивни и да преземеме, корисно е ова мала патна аптека да имаме секогаш со себе и што се вели од лично искуство како човек што доста патува, таа цело време е тука, само ја надополнувам. Така да едноставно на тој начин си комфорен дека нема нешто да заборавиш. Или ако се случи нешто, веќе сте малку посигурни и порелаксирани дека имате со што да си помогнете. Да. Не знам дали во денешно време, ама пред години пракса беше мајките, родителите да си носат антибиотик превентивно, па да треба потоа таму да го растворат ако дојдат во ситуација да мора да го користат. Што со таквите работи? Генерално сум противник на овој пристап, бидејќи за разлика од пробиотиците и генерално витамини и минерали кои што се нешто што треба да се користи во превентивна насока, конкретни лекарства се користат како што се антибиотиците, доколку има конкретен проблем. И кога лекар ќе види, ќе процени така дали има потреба. Значи за да користиме антибиотик мора да знаеме кој антибиотик е најсоодветен за конкретниот проблем. Прекумерната употреба на антибиотици и предизвика да дојдеме во ситуација да добар дел од инфекциите тешко се третираат и така натака, така да дефинитивно ова не е правилен пристап, нити е пристап во превентива, туку е во лечење кое што треба точно да се дефинира
кој е проблемот, соодветно да се одреди соодветен тип на антибиотик и тогаш правилно да се употребува. Така, да. Имаме, секако мораме да носиме средства за смирување и намалување на температурата, така? Дали е за возрастен или е за дете. Тоа веќе можеме... Тоа е ризик кој што е предвидлив и кој што може да се случи и кој што е во доменот на самолекување. И во таква ситуација, значи, вообичаено е и треба да се носат, затоа што ако ништо повеќе тие се и за болка и за намалување на температура, доста е голем ризикот дека нешто ќе се случи од тоа и во тој аспект треба правилно да се употребува, да не се користат по секоја цена, особено кај малите деца. Значи температура доколку не поминува 38,5, не треба веднаш да се даваат антипиретици. Организмов треба во одредени ситуации да се остави да се избори. Таа покачена температура помага добар дел од патогените да не можат да се размножуваат соодветно и организмот сам да се бори. Температурата често пати е реакција на самиот наш имун систем према патогенот кој што ја напаѓа, така да правилно треба да се случи во кој момент да се даде антибиотикот, не по секоја цена и не на многу ниска температура, бидејќи ние едноставно не му даваме можност на организмот да се бори. Така. За крај би рекле, добро да се организираме, добро да се подготвиме, за да си го поминеме летниот одмор, онака како што сме посакували и очекували, така? Апсолутно. Убаво е човек да биде релаксиран и опуштен, тоа е во духот на летото, меѓутоа треба да бидеме паметни, да ги користиме знаењата кои што често пати ги имаме сите овие податоци ние, меѓутоа од различни причини нема да ги примениме. Не се исплати да се ризикува кога се оди на пат, а кога веќе знаеме кои се ризиците кои што може да се случат, кои се доста предвидливи. Така. Ви благодарам за гостувањето во визита. Благодарам за поканата уште еднаш. Почитувани гледачи, останете и понатаму со нас. Реклами во продолжение, а потоа и најдобрите совети.